Просечната нето плата поголема за цели 8.000 денари за двегодишниот мандат на владата. Претеникот на ВМРО ДПМН Бојан Стојановски вели дека официјалните статистички податоци потврдуваат дека платите во Македонија бележат значителен раст. Ако во март 2024 година просечната нето плата во земјава изнесувала 40.496 денари, во март годинава достигнала 48.433 денари. Тоа е пораст, вели Стојановски, од речиси 20%. Тоа значи дека за 2 години просечната нето плата е зголемена за близу 8.000 денари, односно за 19,6%. Во истиот период, растот на цените изнесува 7,8%. Кога растот на платите ќе се коригира со растот на цените, реалното зголемување на просечната плата изнесува близу 11%. Тоа значи дека платите не само што го следат растот на цените, туку растат значително побрзо и реално ја зголемуваат куповната моќ на граѓаните. Особено голем раст од 7,6% има кај индустриското производство во април. Зголемувањето доаѓа по лошиот старт годинава и во време на воен конфликт на Блискиот Исток. Раст има и кај другите сектори. Најголемо зголемување во апсолутен износ има во информациите и комуникациите, транспортот и складирањето и рударството. Процентуално, највисок раст има во транспортот, дејностите поврзани со недвижен имот и образованието. Овие бројки се потврда дека економските политики даваат резултати и дека приходите на вработените растат. Стојановски додава дека целта е платите да продолжат да растат побрзо од цените, да се отвораат подобро платени работни места и граѓаните да имаат повисок животен стандард. Државната статистика потврди дека невработеноста падна на историски најниско ниво од 11,3% во првите 3 месеци од годинава.